Намалените количини од овогодишната реколта на оризот немаат големо влијание врз цената што откупувачите ја плаќаат за килограм предадена арпа. Наместо стабилизирање или извесен пораст, во последните десетина дена се забележува благо опаѓање на откупната цена, што особено е поврзано со квалитетот на зрното. Иако земјоделците со чудење бараат одговор според каква економска логика се определува сумата што ќе ја добијат за предадените количини, состојбата на пазарот не оди во нивен прилог. Од подрачната единица за земјоделство во Кочани потврдуваат оти има опаѓање во откупните цени, иако од нивна страна биле преземени известни активности за поправање на ситуацијата. Цената на самиот ориз во моментот се движи од 23 до 27 денари, иако забележуваме раздвижување овие денови на теренот, односно се вклучуваме ние во истото да се зголеми, односно побарувачката, со тоа што да се стабилизира самата цена и со тоа да може да си го добие оризот правата вредност која се движи во берзите односно во светските берзи. Освен откупната цена на арпата, ниту белиот ориз не поминува добро кај откупувачите. Оризопроизводителите велат дека сумата што ја добиваат за продаден килограм не ги покрива трошоците за производство. 5 динара белио, што нема врска. Нема ни евро. А што ми испод евро, рачуне дека нема сметки да го работиме. Јас продавам одмор. Од сам зорлија за пари, продеси го. Белио колку иде? Белио 50 со 55. Толку вика тони. Епте малку. Нема да покриеме трошковите. Долговите во кои западнале земјоделците поради трошоците за овогодишната реколта, велат ги ставаат во безизлезна ситуација, односно мораат да го продадат она што го произвеле. Не можат да чекаат и да го чуваат оризот до напролет, кога вообичаено цената се покачува, затоа што мораат да го раздолжат кај трговците она што го зеле со одложено плаќање. Единствена причина за минимално задоволство е што годинава рандманот е нешто подобар од минатогодишниот, па и покрај намалените количини ожнеана арпа ќе остварат извесен приход.